Добар ден на сите, да ви се заблагодариме на присуството. Денеска сме во посета на населеното место Маџари 1, на средба со граѓани. Со нас вечерва се присутни носителот на листата на ВМРО ДПМН Коалицијата за обнова на Македонија во изборна единица 2, Владо Мисајловски. Да го поздравиме. Со нас се присутни кандидатите за пратеници од листата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија од нашата општина, Жаклина Пешевска, Зоран Коцевски, Дијана Илиевска, Игор Атанасовски. На средбата се присутни Коце Трајански, поранешен градоначелник на град Зимови на град Скопје и дополнителниот заменик министар во Министерството за информатичко општество Невенка Стаменковска. На почетокот ќе се обрадат кандидатите, потоа носителот и ќе оставиме простор директно да поразговараме и со вас, да посочиме со какви проекти ќе излеземе на овие избори, што ќе планираме во нашата програма, што имаме за предвидено и нормално имате вие одредени прашања. Ви благодарам. Жаки Повели. Добар ден. Да ве поздравам прво мои сограѓани, мои комши, малтене, бидејќи овде гравитирам секојдневно од соседна Триангла, нели сум? Прво, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам што дојдовте во време на пандемија. Имаме многу специфична, тешка, можеби најтешка кампања, но предизвикот со кој што се соочуваме како луѓе кои што боравиме, живееме во држава во овој период е многу поголем, повреден од сите нас. Ние како пратеници се боревме и ќе се бориме, но верувајте дека без народот сме никој ништо. Затоа сега одлуката е кај вас. На 15 јули вие каква одлука ќе донесете, во таква Македонија ќе живееме сите ние заедно. Борбата во собранието после тоа следи, но многу е поважна одлуката ваша. Затоа велам дека треба секој да смогне сили да разговара со секој еден, не само со нашите членови, и со тие неопределените, бидејќи тие се граѓани на оваа држава. Да разговараме, да им објасниме која е целта на овие избори, бидејќи после овие избори во Македонија ќе има избори, но ќе нема избор за нашата држава. Да го посакаме да допринесеме за иднината на нашите деца, за иднината на вас самите, за иднината на државата. Решението е најголема излазност на 15 јули и најголема победа за ВМРО ДПМН и коалицијата. Мора да им посочиме, мислам дека веќе луѓето знаат со каков противник ние имаме работа. Навистина не е за подценување. Докажа каков е Заев, докажа СДСМ како функционираат во изминативе 3 години. Време им е да ги тргнеме, не да ги тргнеме само од власт, да ги тргнеме од политичката сцена. Затоа, чувајте го пред се здравието, но посветете ги овие 2 недели идни. Да работиме макотрпно за спас на нашата држава. Да сте живи и здрави на 15 јули да славиме најголема победа. Добар ден и од мене. И јас сум ви сосед од преку мостот од Наслав Лаченто. Да ве повикам на 15 јули масовно во ова време, не време да излеземе во што поголем број и да ставиме крај на понижувањето на Македонија и на македонскиот народ. Да си го вратиме јазикот, да си ја вратиме културата, образованието, традициите македонски. Со вас на 16 веќе да започнеме со нова енергија и да го исполниме ветеното од ВМРО ДПМН. Во најголем дел и во минатото, во 95% од она што сме го ветиле, тоа сме го исполниле. Значи, од 16 јули да почнеме заедно во обновата на Македонија. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Најнапред да ви се заблагодарам за вашето присуство, но да го поздравам и присуството на представниците од нашите коалициони партнери. Во овој момент стоиме вака како што стоиме заради пандемијата во која што се наоѓаме. Пандемијата е присутна, мораме да признаеме дека е тука, меѓутоа не треба да биде пречка за да излеземе на гласање. Нашето одење на гласање сигурно ќе биде според него протокол кој што ќе биде од големо значење за заштита на здравието на луѓето и ќе биде сигурно и така и ќе биде, значи многу побезбедно од одење во маркет или во продавница. Јас верувам
во ова населено место и во овие граѓани и сите заедно после 15 јуни да бидеме исправени граѓани на Република Македонија. Ви благодарам. Добар ден за Маџари. Според мене и колку што знам, јас една од најстарите населби во Скопје, во Газилова сигурно. Се наоѓаме пред објект кој некаде прави 30-тите години, обстојал и обстојува. Верувам дека и ние ќе обстоиме, ќе обстојуваме и во иднина. Изборот го правиме на 15 јули. Изборот е лесен, меѓутоа мора да имаме мудрост и храброст да излеземе во што поголем број. Оваа власт е готова. Ви останува да само го верификуваме фактот дека е тоа завршена работа и од 16 јули да почнеме со обнова на нашата Република Македонија. Вие ќе го направите вистинскиот избор, јас знам, се познаваме лично, долго време сме заедно, ви благодарам за присуството и се гледаме на 16 јули да прославуваме тука заедно на овој площад. Добро вечер и од мене. Јас сум кандидат за пратеник, меѓутоа сум задоволен. Имаме вакви представници и кандидати за пратеници. Имаме носител на листа, кој што беше поранешен министр за транспорт и врски, кој што покажа како се работи, како се создава, како се твори во Република Македонија, човек од збор, човек без дамка, исто како и останатите кандидати за пратеници. Пратеничката наша сограѓанка тука знаете, која што наистина обстаја на линијата на ВМРО-ДПМН, на националната кауза, не беше од тие 8 теми на кои што преминаа на друга страна. На тоа им дадеме еден голем аплауз на сите нив. И на 15 јули им дадеме уште поголема поддршка за да можат Македонија да ја обноват и да ја вратат, да ја исправат и да ја вратат на правиот пат. ВМРО-ДПМН мора да победи на 15 јули, а ќе победи заради тоа што на народот му е доста. Доста му е овие 3 години од раздрепитување на Република Македонија. Од продавањето на минатото, на нашата историја, од смена на знамето, смена на името, од двојазичност и нема да запара тука. Ако победа ќе продолжи, ќе немаме држава, ќе бидеме народ без држава. Значи ќе бидеме гости во својата држава. Затоа мораме на 15 јули и покрај пандемија и покрај опасноста од заразување, што сепак има многу добри и строги протоколи кои што невозможуваат било какво заразување. Мора секој да излезе. Да излезат заради себе, заради својата фамилија, заради своје населено место, а пред се за Република Македонија. Овие 3 години беа 3 години на Голгота. 3 години во кои што затвараа луѓе, судеа луѓе, се уште има судски процеси, нарачани судски процеси, 3 години на рекет, рекетирани се од највисокото до најниско ниво, она што е рекет 1 и 2 е само горе, значи горе шлагот, све останатото понатака ќе се дознае. 3 години на економска криза, 3 години на прогон се што е национално, се што ќе искаже, значи некое почитување, некоја љубов и нешто значено за Република Македонија, тоа е предмет на прогон. Тоа мораме да го сопреме. Мораме да го вратиме достоинството во Република Македонија. Достоинството на секој човек, на секој македонец и на секоја етничка заедница. А тоа ќе го направиме ако на 15 јули дадеме доволно голема поддршка за да има на вистина ВМРО-ДПМН доволен број на пратеници и коалицијата за подобра Македонија, за да можеме да формираме за обнова на Македонија, за да овие луѓе овде на вистина го направат тоа кое што луѓето го очекуваат овде. Да сте ми живи и здрави и на 15 јули оставите. Здраво живо на сите, фала ви што дојдовте. Тешко е да се говори после коце, мора да признаете. Човек што долги години е тука во политиката и што направи многу и за градот Скопје, но и за Газилово. Ова е приубаво место тука, ова е ВМРО-вско македонско место и јас знам дека ќе победиме тука убедливо. Фала ви на сите што доаѓате. И да не доаѓаме само за избори, да доаѓаме и после избори, да си ги кажеме проблемите и сега и после избори и да си помогнеме колку што можеме. Вие знаете дека ВМРО-ДПМН долго време беше на власт, точно. Има многу убави моменти од тие години. Многу проекти и никогаш стратешки не погреши со националните интереси. Имаме влада која за 3 години по грчки терк
све промени. Еве јас ќе ви кажам вака. Во 30 години и од бившото раководство на СДСМ и до останатите партии, никогаш не се најде човек што би прифатил вакви линии. Знаете они што велеа за парламентарните избори? Дека не постои човек што би го сменил името. Да изгледа постои човек. Тој човек има име и презиме, се вика Зоран Заев и таа тајфа околу него. Затоа внимателно сите. Внимателно. Она што го слушате на телевизија, она што го препорачуваат и го кажуваат. Замислете се дали е вистина. Нека не се играат со вашата интелигенција, бидејќи вие сте мудри луѓе. Вие сте интелигентни луѓе. Не може да ни кажуваат дека има 500 км автопати кога не постоја. Не може да ни кажуваат дека има 500 евра плата кога нема. Не може да ни кажуваат дека има нов клинички центар, дека готово е. Сега таман ќе го изградат кога не постои. Но толку многу пати го кажуваат, што треба народот да помисли дека стварно вие нешто работите. Овој пат вие одлучувате на 15. Овој пат гласајте вие за себе. Гласајте дали сакате Гоце Делчев да стане македонец или сакате да стане нешто што не е. Гласајте дали ние зборуваме на македонски јазик или некоја комисија или не знам кој ќе ни каже дека не зборуваме македонски јазик. Јас тука гордо ќе кажам пред сите, ние сме македонци, изборуваме македонски јазик, така било, така и ќе остане. Ви благодарам што доаѓате во на пандемија. Овие средби се замислени пократко да траат, на дистанца, со маски. Се извинуваме поради тоа, но така мора. Заради тоа, оставаме простори вие да говорите. Кој сака од вас, повелете слободно да поставите и прашање, критика, забелешка, бидејќи ова е сепак отворена дискусија. Благодарам на сите што одвоивте барем малце од денешното време. Се гледаме за убави, се гледаме за победи. Благодарам на сите. Повелете ако некој има слова.